меѓународна научна конференција. Почитувани професори, драги колеги, добре дојдовте во јас и еве дел од организацијата на оваа 48-ма меѓународна научна конференција. Навистина сме пресрекни што ве имаме овде во овој амбиент и во Конгресниот центар на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од името на ректорот, професор доктор Никола Јанкуловски, и од моје лично име сакам да ве поздравам и да ви посакам, поточно да си посакаме сите, успешна конференција. Во овие пандемични услови е навистина предизвик да се организира конференција во живо, а уште поголем предизвик е да се организира истовремено како комбинирана форма, и во живо и на далечина или популарно кажано онлайн. Оваа 2021 година Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура беше со многу активности. Таа 2021, односно оваа 2021, беше исполнета со одбележување и на два јубилеи, како што беа тие 45 години од изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура на Државниот Московски универзитет Ломоносов и 35 години македонистика, односно изучување на македонскиот јазик, литература и култура на Истанбулскиот универзитет. И секако овие големи јубилеи како дел од одбележувањето на најголемиот јубилеј за 21-ва, тој 100 години од раѓањето на Блаже Коцки. На 1 септември, значи само пред 2 дена, заврши и 54-та летна школа, на која учествува 40 семинаристи од 15 земји и од 3 континенти – Европа, Америка и Австралија. И од сите тие активности на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој започна таму некаде на почетокот на оваа година, на преминот од јануари и кон февруари, со првата зимска школа, еве финишираме со 54-та летна школа, а секако оваа 48-ма меѓународна научна конференција треба да биде круна на едно убаво заокружување на сите настани организирани од знакот 100 години од раѓањето на Блаже Конески. И како што знаете, главната тема гласи 100 години од раѓањето на Блаже Конески, стожер на македонскиот јазик, литература и култура. Тоа е главната тема на научната конференција. Блаже Конески е нашата централна фигура, централната фигура на македонската култура, лингвистика и на книжевноста во 20 век. Сметаме дека неговиот грандиозен научен и поетски опус бил и ќе остане вечна инспирација за многу творци од областа на македонистиката и на славистиката, од областа на лингвистиката и на литературната наука, на сегашните и на идните поети и писатели. Така што очекувам навистина успешна работа, очекувам добри истражувачки трудови, очекувам уште поголема, поплодна дискусија, а сите ваши трудови ќе се најдат свое место во зборникот од оваа конференција, кој што го планираме да го отпечатиме наредната година. Така што еве, да не зборуваме многу, да почнеме да се зафатиме малку со работа, но пред тоа сакам да ги представам двете колешки што се од оваа страна со мене, така што прво еве повикувам професор доктор Наташа Аврамовска, директорка на Институтот за македонска литература, која што ќе го промовира зборникот од минатогодишната научна конференција. Значи, овој зборник е од 47-та меѓународна научна конференција, таа ќе биде промотор, па еве и давам збор. Повелете. Благодарам, Весна. Јас ќе станам за да можете да ме слушате. Значи, како координатор на минатогодишната конференција, односно една од координаторите на книжевната секција, на секцијата за литература, првенствено имам задача да го промовирам тој дел од зборникот на секцијата за литература и најнапред еве благодарам за можноста кажам неколку збора за тоа.
Темата на минатогодишната научна конференција, по која работеа секциите во доменот на литературата, односно книжевната наука, беше колективната меморија и нејзината трансформација во литературата и се одвиваше во знакот на одбележувањето на две значајни годишници. 100 години од смртта на собирачот на народни приказни и кажувања Марко Цепенков и 100 години од раѓањето на македонскиот поет и писател Славко Јаневски, при што минатата година одбележавме и 70 годишнината од објавувањето на неговата новела или мал роман или роман на одразнувањето Улица. Одделните излагања на минатогодишната конференција засегнаа различни аспекти на она што им е заедничко на двата книжевни дејци. Нурнувањето во просторот на колективната меморија, нејзините представи, митски слики, наративни образци. Марко Цепенков завештува богата ризница на книжевни мотиви и наративи, чието публикување во почетокот на 70-тите години ќе има непосредно влијание во развојот на македонското раскажувачко, а секако и драмско писмо, знаеме и поетско, кога веќе учествуваме конецки годината, при што директно влијае и на создавањето на првото постмодерно драмско сценарио Јане Задрогас. И со несмален интензитет до денешен ден неговите приказни се провокации за нови, книжевни, театарски и други прочини. Разновидниот книжевен опус на Славко Јаневски од друга страна, поетски и прозен, за деца, млади и возрастни, изнаоѓа различни начини на сооднесување со представите и јазикот на заедницата, нејзината дамнешна меморија, Евангелие по Итарпеа, Астропеос, Кулино, но и она што како колективна меморија се создава во текущиот ден, односно актуелниот миг на книжевната продукција на делото. Без оглед на тоа што минатогодишната научна конференција беше спретната со отсуството на македонистите од странство, кога во текот на првата пандемиска година не беше возможно нивно онлайн вклучување во научниот разговор, сепак, годинава пред нас го имаме зборникот трудови, а јас имам и честа и задоволството да ви го представам. Тој сведочи за големината и предизвикот на зададената тема, за истрајноста на организаторите и посветените научни работници, кои се збраа како оние тврдоглави купулинци на Славко Јаневски, невакцинирани, под маски, не баре со Силјан Штрковски клунови, вооружени со крилјата на упорноста и бестрашноста, налик на она на Марко Цепенко, маскирана со накривената капа на безгрижноста пред заканата од Замдана, со која тој два пати ги минува границите, криејќи ги безценетите ракописи на приказните и другите умотворби, за да го обезбеди нивното печатење. Пред нас е зборникот кој во делот секција за литература и култура, на темата, значи, колективната меморија и нејзината трансформација во литературата, е организиран по 4 подтеми. Дозволете со неколку збора да се осврнам на подтемите и под нив приредените прилози на учесниците на минатогодишниот научен дијалог. Под насловот "Шинелот на архивата на паметењето на терзијата Марко Цепенков" се приредени 6 студии. Елизабета Шелева во прилогот насловен "Силјан Штркот како втемелувачки национален наратив", поаѓајќи од темата на прочената приказна Силјан Штркот, што ја посматра како локален одглас на библискиот мит за бурниот син, ја развива како современ етно-наратив за перманентната криза на непослушното и разединето дисфункционално национално македонско семејство, актуализирајќи ја посебно и темата на миграциите, односно иселувањето во современата македонска литература. Валентина Миронска Христовска во студијата Цепенковото литературно наследство и колективната меморија се сосредоточува врз неговото авторско творештво, Цепенковата поезија, драмата Црна војвода и автобиографијата, посебно нагласувајќи го значајниот факт на исписот на Цепенков исклучиво на македонски јазик, пилепски говор и неговото значење во процесите на национално профилирање на книжевниот и културен народ. Маја Кимовска Тошевска ги проследува развојните текови на пробивот на световните теми во периодот од 14-15 до 19 век на нашата почва, во студијата од средновековниот книжевен текст до наративот на Марко Цепенков, кој што посочувајќи го континуумот на овој развој нуди увид во длабочината на развојните процеси, што во даден и затоа погоден општествен миг доведуваат до раскошната појава на еден од најголемите европски и светски запишувачи на вековното колективно предание.
Димитар Пандев под насловот Односот на Васил Илевски кон делото на Марко Цепенков и македонската писмена традиција воопшто, ги истакнува заложбите за реафирмација на Цепенковото дело, особено на неговата денес најпозната приказна Силјан Штркот и на трансформацијата на ликот на Кузман Капридан во неговото драмско творештво. Искра Тасеска ја проследува драмата Црне војвода од Марко Цепенков како феномен во македонската литература, истакнувајќи ја иновативноста на авторот, почнувајќи од сценско-диалошките игри и карактеристичната битова тематика, па се до обидот за градење на мета-историски драмски регистар. Последната студија од првата подтема е традуктолошкиот прилог на Олга Панкина, македонската повест сказна Силјан Штркот на Марко Цепенков, кон прашањето за зачудувањето на националниот колорит при преводот на руски, по кој што авторката го пренесува собственото драгоцено искуство во поглед на предизвиците при преносот на културните значења во преводот со кој делото му се представува на рускиот читател. Поглавието Творештвото на Славко Јаневски, лавиринтот на колективното памтење, го отвара теоретската студија на Славица Србиновски. Историјата и меморијата во контекст на Творештвото на Славко Јаневски, по кое што на промислувањето на насловните концепти историја и меморија, поимена во постмодернистичкиот диапазон на значење, му е сопоставено разграничувањето на историскиот од постмодернистичкиот род. Критичкото промислување на соодносот на стварноста, реалноста, дискурсот, меморијата и функционалното архивирање на историјата се во функција на исчитување од денешен аспект на местото и улогата на романескното творештво на Јаневски, чисто развој и на Блок се зема за парадигматичен во поглед на развојот на македонскиот роман воопшто. Во продолжение, Весна Мојсова Чепишевска се надоврзува во теоретската расправа за парадигмите на романескното раскажување на Јаневски во студијата Книжевниот дискурс на Славко Јаневски меѓу традиционалната и модернистичката парадигма на раскажувањето, доминантно врз примерот на романот Тврдоглави, прво напишаниот од големата романескна сага за Кукулинци. Студијата на Марина Даниловска од друга страна, наспроти лавиринтот на историските времиња, по нејзиниот прочит на романот на одраснувањето улица, првото романескно дело на Јаневски, открива просторот лавиринт како светотворен аспект на детството и момчештвото по студијата представувањето на просторот во улица од Славко Јаневски. Студијата на Ѓорко Здравески, поглед од иднината или за влијанието на временската дистанција врз толкувањето на текстот, Силјан Штркот од Марко Цепенков и улица од Славко Јаневски, во фокусот на херменевтичката интерпретација пренесува встопеноста на читателот во даден културен миг, односно контекст. Овие студии, од кои секоја одделно засегнува одделен аспект на лавиринтот на паметењето и доживелицата во и на романескниот свет на Јаневски и испишуваат координатите на актуелниот проблемски научен диалог на дадената тема. Темата на третата секција, културна меморија, аспекти на нејзиното споделување, го предполага фактот дека современата македонска, но и светска литература изнаоѓа бројни начини на кореспондирање со сликите и јазикот на колективната меморија, на одредена заедница или универзална, а воедно, особено денес, креира интеркултурни мостови за препознавање на споделените универзални аспекти во представите на отделни заедници. Во неа се вброени студиите на Марина Цветановска и Славчо Ковиловски. Цветановска го проследува интеркултурно споделениот мотив на мудречки шеговиниот лик Насредин Оџа во македонските и турските кажувања, како и на неговото воскреснување во ликот на Итар Тео или Итар Петер во студијата преплетување на мотивот на Насредин Оџа во македонската народна литература со бирачкото дело на Марко Цепенков, турската народна литература. Студијата на Славчо Ковиловски, подземните води во македонската книжевност и фолклор, ја проследува архетипската слика на подземните води, наспроти нивната многолика појава, надземни, небесни и подобно, како символ на непостојаноста, недоверливоста и силата во фолклорните жари воопшто со посебен осврт на книжевната ризница за Вештан Цепенков, како и нивната трансформација во жарите на современата литература со посебен осврт во поетското творештво на Блаже Томски. Заемното огледување на македонскиот фолклор и современата македонска поезија проиграва
кои поедно допуштаат нивно проследување во интеркултурен контекст, во завршната секција културна меморија, интертекстуални и интермедијални аспекти е проследена низ неколку аспекти од широкото подрачје на интержанровски, интермедијални, интердискурзивни и интеркултурни читања на македонската книжевност и нејзиниот развој, како нејзиниот сооднос со други литератури на планот на книжевната меморија и нејзината трансформација. Катерина Петровска-Кузманова во студијата Интермедијални релации меѓу фолклорот и филмот ги проследува филмските адаптации на степенковите раскажувачки мотиви, анализирајќи го интермедијалното редефинирање на фолклорот и пресекување на границите на различните медиуми со цел за воспоставување нови релации меѓу фолклорот и филмот. Лидија Танушевска во студијата Наративот на фактите како иновативност во книжевноста, полско-македонски пример, го посочува документаристичкиот пристап во прозата и во аудио-визуелните уметности како сигнатура на новото време на толку уметноста, врз примерот на полската репортажна книжевност со посебен осврт на тројца полски писатели Ришард Капушчински, Мариуш Шигел и Јарослав Николаевски и македонскиот филм Медена земја на Тамара Кутеска и Љубомир Стефанов. Студијата на Александар Прокопиев, Номадот Ато Шопов, е вдахновена студија, навистина вдахновена студија, која ги проследува поетичките интеркултурни аспекти на иманентната поетика на Шопов, додека под студијата на Дарија Ангеловски, антиката во македонската современа поезија ги проследува, така да речам, патувачките мотиви на антиката, во поезијата на најмладата поетска генерација, да споменам неколку автори, Магдалена Хорват, Јанко Нинов, Лидија Динковска, Владимир Макиновски и други. Се разбира, се надевам дека читањето на зборникот ќе отвори други прашања, а јас сега имам уште една задача во отсуство на координаторот, оправдано отсуство на координаторот на минатогодишната конференција на делот лингвистика, Гоце Цветановски. Значи, само да ги споменам, односно да ги прочитам имињата и насловите на излагањата во овој зборник на партиципантите, учесниците во таа лингвистичка секција. Да беше тој тука, сигурно повеќе ќе кажеше, но спречено. Значи, пленарното предавање беше на академик Зузана Тополинска, Божидар Видоевски, научник со харизма, Гоце Цветановски. Македонската диалектолошка наука со нови предизвици за ново сознание. Веселинка Лабровска. Македонскиот диалектен атлас, приоритет за македонската диалектологија. Јордана С. Марковиќ. Народни говори како база диалектологија и социолингвистика. Емилија Црвенковска. Историската диалектологија низ призмата на црковно-словенските текстови. Билјана Мирчевска Бошева. Омнимите во македонската диалектна фразеологија. Лилијана Макариевска, Мерицу Балески. Диалектизмите во циклусот Црно семе на Ташко Георгиевски. Димитар Пандев, Марија Пандев. Охридскиот градски говор на социјалните мрежи. Лилијана Бушевска. Струшкиот говор во молитвеникот на Димитар Миладиев. Свето Тоевски. Диалектите, лингва културни чувари на македонскиот идентитет во Егејска Македонија наспроти хеленизацијата, закана од нивна јазична смрт. Лидија Аризанковска, Македонка Додевска. Лексиката при производството на месни производи во говорот на општина Лозово, Свети Николски. Максим Карамфиловски. Голобрдски пословици и поговори. Тавор Јанкуловски. Семантичка деривација на прасловенскиот корен де во македонскиот јазик. Ангелина Панчевска. Називите за овен, брав во македонските диалекти во споредба со другите словенски диалекти. Сонја Миленковска. Називите за усни во македонските диалекти во корелација со еквивалентите во другите словенски диалекти, според материјалите на општословенскиот лингвистички атлас. Во секцијата 75 години стандарден македонски јазик учествува Людмил Спасов и Дари Борјовановски со
студијата резолуцијата на информбирото и статусот на македонскиот јазик. Гордана Алексова, 75 години, стандарден македонски јазик, наставен македонски јазик и настава по македонски јазик. Симона Груевска, Мачевска, за некои правописни дилеми. Ана Вазу, концептуализација смрти у хрватском и македонском језику. Роза Тасовска, антонимите во уметничката литература. Александар Талески, во македонската лингвистичка традиција, историски осврт и перспективи. Александра Саржовска, Бранка Гривчевска, COVID-19, зборообразувањето во време на пандемија. Радица Никодиновска, анализа на фразеологијата во македонскиот превод на романот Висконте ди Мецато, преполовениот викон од Итало Калвино во рамки на проектот да прочитам на англиски. Креми. Да. Итало Калвино, Repository for Analysis of Multilingual Phraseology. Ирина Бабамова, преведување на македонски јазик на францускиот глагол confiner и на неговите деривати во контекст на пандемија на COVID-19. Марина Спасовска, од фразеологијата на македонскиот и на српскиот јазик. Ето, тоа е секција за литература, тоа веќе би го кажа. Ви благодарам и ви посакувам успешен почеток на новата конференција, да. Јас сум благодарна на професор доктор Наташа Аврамовска. Ете, таа направи еден убав пресек на оноga што се однесува на темите од литературата и културата, ама ете беше колегијална и барем ги прочита насловите на темите кои што ја изложени минатата година на 47-та меѓународна научна конференција. И сега во овој свечен дел ми останува уште да ја повикам професор доктор Сташа Поповска да ви се обрати и подетално да каже за концептот, за целокупната организација, како понатаму ќе тече оваа наша 48-ма меѓународна научна конференција. Повелете. Драги колеги и колешки, особено ми е драго што имам можноста да те поздравам овде на живо на почетокот на 48-та меѓународна научна конференција за меѓународната македонски јазик, литература и култура. Како координатор на лингвистичката секција ви се обраќам, но истовремено и јас како колешката ќе го заменувам и колегата Трајче Станевски, кој е координатор на литературната секција. Оваа година во која што сите ние во Македонија, од сите институции кои што се занимаваат со јазик, литература и култура, го чествуваме 100-годишнината од раѓањето на Блаже Коневски со многу манифестации и нормално беше и оваа конференција да секако да му биде посветена нему, а затоа и предложивме една централна тема, тоа е таа што ја кажа Мирисовата на семинарот 100 години од раѓањето на Блаже Коневски како стожер на македонскиот јазик, литература и култура. Во рамките на лингвистичката секција имаме прецизирана тема која што се надеваме да нема многу повторувања меѓу сите конференции и симпозиуми што се однесуваат на творештвото на Коневски, гласи лингвистичките трудови на Блаже Коневски како инспирација за проучување на македонскиот јазик, додека секцијата која што занимава со литература по конкретната тема е уметничкиот и книжевно-научниот универзум на Блаже Коневски. Секако, како традиција на оваа научна конференција која што постои, односно се одржува од 1973 година, е и една така наречена вечна тема, а тоа е македонскиот јазик наспрема или македонскиот јазик и другите јазици, односно македонската литература и другите литератури. И тоа е втората тема на која што ќе се работи, на која што се пријавјам именно учесници. И двете теми се подеднакво важни во врска со Блаже Коневски, кој што наистина има огромен блог во
нашиот оформувањето во стандардизацијата, во описот, во афирмацијата на македонскиот литературен јазик. Секогаш вреди повторно да ги истакнеме неговите заслуги, да го препрочитаме, да научиме и да продолжиме таму од каде што застанал, културата е таква и под темата на нашата секција, а препрочитувањето на неговите поетски книжевни дела секако има повторно открива некои нови димензии во таа работа. Би сакала накратко да кажам дека не радува интересот кој што го пројавивте и вие и сите други кои не се тука присутни, и имаме 75 мина, јас како учесници на двете секции. 35 во лингвистичката и 30 во литературната секција за двете теми. За жал, тоа го кажуваме, за жал од оваа пандемиска ситуација, иако многумина се радуваа на конференцијата во живо на можност на повторни контакти со колегите и размена на ставови, мислења и слично, сепак на крај мораше да се префрлат за онлайн, така што особено им благодарам на сите вас кои што дојдовте, а особено на колегите од странство, и затоа ќе ги именувам сите, бидејќи не се многу на број, но навистина ете покрај се вложија голем напор да дојдат и да бидат присутни и да го учествуваат и Блаже Конески и воопшто нашиот јазик, литература и култура, па во тој контекст академик Ала Шишкен од Русија, од Државниот универзитет Ломоносов, професор Ирена Савицка, исто така член на Полската академија на науки и уметности од Варшава, професор Рајна Драгичевиќ од Универзитетот во Белград, професор Агнешка Бентковска-Копчик од Универзитетот во Бјалско-Бјала, но гостини предавачи на други универзитети во други земји, и професор Александар Костадиновиќ од Србија, од Универзитетот Белград. Значи, искрено ви благодарим и среќни сме што сте тука. Во нашите други колеги од странство ќе се вклучат онлайн, а ние се обидовме барем во рамките на лингвистичката секција да им овозможиме да го следат овој дел од конференцијата, дали ќе бидеме успешни, што не е конишката политикова од Москва, ако даде Господ и ако даде Господ интернет. Да видиме како дали покажали ќе се покаже. Конференцијата е, реколте, важната неговата тема, но важната и на другата тема данас е исто така голема, затоа што тоа представува возможност за испоредување на македонскиот јазик, како посебен јазик, од еден од јужнословенските и словенските јазици со другите јазици, се разбира на зборувам јазик, не се односи на литература и култура, и од размена на искуства, знања и можности за заеднички поработки, проекти и така натаму, така што сакала и тоа ретко се прави, да истекнам улогата не само на чистите македонисти, туку и на сите оние колеги од другите специјалисти, другите јазици кои секогаш во своите истражувања се вклучуваат на македонскиот јазик, и тоа помагаат за негово представување во широко света. Мислам дека би можело тука да се заврши со овој дел, со тоа што значи по работата која се одвива на тој начин со првиот ден и едната и другата секција ќе имаат ќе работиме во живо, значи литература ќе оди во природа, каква е нивната природа, а ние ќе одиме во салата, бидејќи сакаме да бидеме така екзактни, да покажеме материјал, за да можеме тоа да го направиме, а и да се поврзаме на интернет, не е потребна опрема техничка, која што на жал надвор не може да ја инсталираме и да ја употребуваме. Вториот ден ќе биде и во едната и во
онлайн, ако сте во можност да го проследите. Тој дел од конференцијата, бидејќи во првичните тематски програми кои што ги направив метро колегата мораше да претрпате организација, па сега значи на интересни теми може би од вашата потесна област кои што ќе бидат по последниот ден. Уште еднаш посебно да, може би требаше да кажам дека вкупно од странство имаме доста учесници, значи имаме 20 учесници, пак зборувам за двете секции, тоа од Соединетите американски држави, од Русија, Полска, Франција, од Јапонија, ќе ни се вклучи колегата Мотоки, се надеваме од сите словенски центри, значи Север, Словенија, Хрватска, Србија, добро, година. Ви благодарам, ви посакувам успешна работа, дружење и ве поканувам сега на коктел и обсужување и можност за разговор пред работниот дел на конференција. Секако свикање за споменам да се сакаме ова група кој што беше најхрабра, кој што дојде тука и особено многу на вие, токму на вас кој што допатувавте другите земји. Значи ве каниме на едно кафе, на едно сопче, на една вода, нели така да се освежиме, да поразговараме, да се запознаеме малку повеќе тие што не се знаеме и потоа да продолжиме